деновиве се прави терор, заканување, плашење, уценување на претениците, заради тоа што криминалот ги наоѓа сите можни пратишта да ја спречи правдата и правната држава. Да победиме со овој закон со двотретинско мнозинство и да се осигураме правната држава. Никој не треба однапред да биде осуден. Но мора да гарантираме дека таму каде што постојат докази, постапките ќе продолжат. Раководството на ВМРО да помене. Дел од нив и пратеници. Генерално осомничени или веќе обвинети луѓе вршат притисок врз пратеници. Јас пред да предложам на влада да го стават законот преку министерката за правда, владата го усвои во недела вечер. Сум имал збор од најмалку 80 пратеници. Сум имал збор и толку. Јас ги немам пратениците, нивните гласови во рака, во раце или слично. Тоа се пратеници. Секој од нив е многу свесен и секој од нив е индивидуа со свое семејство, со своји деца, со своји роднини и пријатели. Сите сме во ова наша мала земја на мегдан секаков. Секој од нив е прво одговорен за тоа што е избран, тие ги представуваат нашите граѓани во домот на демократијата, парламентот. И тие носат одлука онака како што чувствуваат во своите гради, во својата глава, согласно устав и закон. Можеше до сега господинот Мицковски да ги ангажира сите домашни и сите странски експерти, да направи предлог закон и да го достави. Излегуваа на пресконференција дека утре, задутре, за една недела ќе дадат законско решение. Каде е законското решение? Зарем треба да појаснам јас, кој што сум опонент на опозицијата, зошто е целото ова? Зарем не е јасно што е ова? Избегнување од одговорност е ова. Ние политичарите може да мислиме дека не знаат луѓето за. Знаат се луѓето, се знаат. Да не се паднеме, правиме паднати од Марс, да бидеме со очи отворени, да бидеме гласни, ова е слобода и демократија, секој може да каже што сака и никој не треба да се плаши од тоа што ќе го каже, и тоа е денеска така. Се работи за нашата земја и преку законско решение дали ќе ја гарантираме правната држава, владење на законот, владење на правото и закон еднаков за сите. Дали ќе имаме 80 мегданот е веројатно до крајот на оваа седмица, кога по деловникот за работа на парламентот, председателот, а и комисиите и парламентот, пратениците ќе одлучат дека ќе дојде чинот на гласање. Тогаш ќе видиме. Во најмала рака за мене е значајно што дојдовме да имаме збор од 80 и да пуштиме законско решение. И тоа е порака до Холандија, до Данска, до Франција, до Германија, до Австрија, до сите.